No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit them for Bad Teacher Krypton и денеска ќе разговараме малку за златото, за биткоин и ќе споделиме секој некои нови табови кои што верувам дека ќе бидат интересни за вас. А ќе почнеме со најбитниот, а тоа е дека мора да ги чувате средствата на вашите хардвер волети и никој да нема пристап до нив, затоа што погледнете како големите корпорации едноставно многу лесно само ќе ги забранат повикувањата од нивните системи и ово моментално го прави BlackRock, една од најголемите asset management компании, која што поседува огромен капитал, само што ги ограничиле повлекувањата од своите системи. Едноставно чувајте ги вашите средства на вашите волети. А ние продолжуваме понатаму. Моментално имаме огромен одлив од Gold ETF, што значи дека цената на златото е притисната. Големи се шанси дека ово формираме потенцијалниот врв за златото, а тоа подоцна многу јасно ќе го видиме и на графиконот кој што ние го претпоставувавме уште пред неколку недели. И нешто што би требало се случи во следните неколку месеци, првично би требало да добиеме ротација на капиталот од златото во биткоин, да се подобри макроекономската ситуација тука, потенцијално да имаме некои rate cuts, секој подоцна се подобруваат фундаментите, имаме носење на одредено законодавство и подоцна имаме еден blow off top. Тоа би било некое идеално сценарио за во следниот период. И погледнете сега овој графикон каде што имаме денови кои што се поминати во загуба и моментално сме на нивните најниски нивоа и последниот пат кога сме добиле ваков остар потек нагоре, тоа било 2021 година, а сите знаеме што се случуваше во 2021 година, имавме огромен раст и огромен blow off top за биткоин. И ево го графиконот на златото, а подоцна ќе го прикажеме и во живо. И моментално ја имаме структурата на златото и тоа на 1 час. Секако ова е мал временски период, но погледнете како овие структури работат и на помали временски интервали. И нешто што станува тренд во Иран, верувам дека сега и иранците, односно нивните деца и овие трендови почнуваат да стануваат се повеќе вирални, затоа што ова со години беше правено на нив. Сега, доколку ме прашувате мене, ова воопшто не е добро што се случува, но едноставно сте притиснати и сакате и вие да направите некои вакви трендови за да ги представите, односно да го омаловажите противникот. И нешто што пред неколку недели го зборувавме, моментално се случува сега, тоа го споменавме и во едно од последните видеа. What if I told you that the U.S. military actions in Venezuela last month and Iran over the weekend aren't really about removing dictators or stopping nuclear weapons, but something even bigger? The system that helps support $38 trillion of U.S. debt, the petrodollar. Stick with me. Over the weekend, Donald Trump ordered airstrikes inside Iran that reportedly killed several senior figures in the country's military leadership. Most of the coverage is focused on the political fallout inside Iran, but the bigger impact may actually be in the oil market, because Iran isn't just a geopolitical rival, it's one of the world's major oil exporters. Before the strike, Iran was exporting roughly 1.5 to 2 million barrels of oil per day, and about 90% of that was going to China. And here's the key detail. Much of that oil wasn't being settled through the traditional Western financial system. Iran has been cut off from SWIFT, the global banking network used for most cross-border payments. So many of those transactions happen through alternative systems or non-dollar currencies. Now, here's where it gets interesting. For decades, the global oil market has largely revolved around something called the petrodollar system. Since the 1970s, most oil around the world has been priced and traded in US dollars.
That forces countries that want to buy oil to first obtain dollars, and that demand matters. Oil exporting countries accumulate those dollars and often recycle them back into U.S. assets like treasury bonds. Now, that process, known as petrodollar recycling, has helped finance U.S. government borrowing. In other words, when oil is priced in dollars, it creates global demand for dollars. And global demand for dollars helps absorb U.S. debt. Now, let's look at the geopolitical angle. Two of the largest oil exporters operating outside the dollar system have been Venezuela and Iran. If Venezuela ends up with a new government aligned with the West, and if Iran eventually transitions to new leadership, those oil exports can move back into the dollar system. That means oil sold in dollars, payments moving through SWIFT, and billions more flowing into dollar-denominated assets. At a time when the U.S. government is running trillion-dollar annual deficits, that demand becomes incredibly valuable. So the real question might be not whether this is about nuclear weapons or authoritarian dictators. It might just be about the currency that underpins the global financial system. И секако знаеме дека се тоа се случува поради нафтата, затоа што нафтата е единствената која што моментално го држи доларот како што е. Ова беше направено на Венецуела, верувам дека многу лесно го направите, но едноставно со Иран не можете да се шегувате затоа што Иран е многу помоćна и постабилна држава од Венецуела. И уште некои дегенерици на интернет што да видиме што ќе ни кажат. This is one of the most important charts right now, and it basically shows what we can expect in terms of ballistic missiles coming from Iran. So again, on the first day of the war, well then 350 missiles were launched. But if we now compare this to a few days later here, March 9th or March 10th, well then again, they are basically out of missiles, right? And you can argue that this could cause Iran to surrender. Едноставно не можам да верувам на овие глупости што моментално се постираат, дека ќе им снема ракети, дека едноставно ќе се предадат. Не верувам дека тоа ќе биде случајот, но верувам дека ќе направат некој договор, можеби и напрво да го завршат тоа, пошто верувам дека ситуацијата за нафтата е само манипулација, затоа што нафтата е една, кога зборуваме за манипулација, нафтата е број 1 средство кое што е најмногу манипулирано на пазарот. Знам дека многу мислат дека е биткоин, но верувајте или дека не, тоа не е точно, затоа што нафтата е една од најбитните ресурси моментално, како и за Америка, така и за светот. И оно што го гледаме моментално, имаме повлекување од Binance, а тоа значи дека луѓето се спремни да ги чуваат своите кои на подолго период, а што е тука е и нашиот свет, и тоа, верували или не, втор по големина. Секој можете да ги видите коините кои што имале најмногу прилив, значи дека можеби би имале некое продавање. Тоа се Matic, Jasmy и Phyllis, верувам дека ова. И доколку погледнеме сега, имаме Nupul, кој што моментално уште малку му фали да дојде во ситуација на капитулација, и верувам дека тоа ќе биде некој сидно, доколку оставиме и сега тука една трен линија, погледате. Ова е класичен тренд каде што моментално се ближиме да го направиме ова и да имаме повторно скок нагоре. Сега дали ќе го видиме тоа, останува да видиме. CBBA индексот моментално на 32, имаме огромно спуштање надоле, не до претходните нивоа како што било во ниските нивоа тука, туку до едни од 30, 32. Верувам дека ова би можело уште малку да стигне надолу, но ќе видиме. След за 11 дена имаме одлука што моментално ни покажува дека ќе останеме повторно, веројатно паузирани, и нема да имаме никаква промена моментално, и еден графикон кој што на вистина ми се допаѓа и ја поддржува идејата за left translated cycle, left translated огромно растање на биткоин во мал период и подоцна повторно bear market, и сето тоа се движи во циклуси. Но да погледнеме што имаме тука, имаме макроциклус, имаме злато, каде што имаме мини циклус кој што е внатре во поголемиот циклус, и погледнете што се случува. Огромна акумулација, движење нагоре, повторно ретестирање и
некој период. Странично движење и погледнете што прави моментално. Истото го имавме и за Google. Макроциклусот кој што, погледнете, беше ова фаза на акумулација, имавме пробив нагоре, ретестирање и класична манипулација, ликвидиране позиции и што прави, погледнете. Едноставно може да го направиме. Исто и тука, да поминеме уште малку време тука, и тоа ќе биде нашето дно, доколку сме тоа спремни да го издржиме. Временски, како што го очекуваме, тоа е октомври. Сега за сега немаме никакви промени, секако ќе апдейтираме доколку имаме некои промени во таа фаза, но сега за сега немаме пробив на ниту една тренд линија и нема зашто да се секираме, што значи дека може да отидеме уште подолу. А доколку преминеме сега на графиконите, ќе забележиме денеска имаме некој пат и тоа, погледнете. Она што го очекуваме, можеби да поминеме уште некој период тука, повторно некоја манипулација и да го формираме тој day cycle low. А сега би сакал да видиме и нафтата. Погледнете, имате циклуси и во нафтата, ова беше поддржано од циклусите, но верувам дека ова е на краток период. Не би сакал ова да го видам да оди уште погоре од одека, затоа што ова би можело да биде left translated моментално циклус и да добиеме нешто вака, и тоа набрзо доколку успеа да го решат овој конфликт. Доколку не, секако ќе видиме, цената би требало да се врати повторно надоле, но едноставно не можете да знаете, затоа што веќе кажа овој пазар е најмногу манипулиран од маркетмейкерите. И сега доколку се навратиме на структурата на златото, погледнете, сме формирале еден неделен циклус и би требало следниот неделен циклус да биде во пат. Секако уште немаме потврда и не може да знаеме затоа што ги немаме потврдените информации, но доколку ја погледаме структурата, имаме А, Б и веројатно С. Каде ќе отиде сега, не можеме да знаеме, но останува да видиме тоа како ќе се случи. Ова е некоја идеја за ова движење. Претходно го погледнавме и S&P 500, моментално овие пазари се затворени и полека, но сигурно се придвижуваме надолу, како и што очекувавме. Тоа е тоа за денес. Се надевам уживавте, слободно споделете ги видеата, а ние се гледаме во следното. Поздрав од BTG Crypto и чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.